Исус Навин. Исус Навин. Мојсей, мојот слуга е мртов. Затоа дојде време ти да ги водиш овие луѓе, синовите на Израел, преку реката Јордан во земјата што јас им ја давам. Никој не ќе може да ти се спротивстави, се дури јас сум жив. Зашто јас ќе бидам со тебе, како што бев со Мојсей. Нема да те изневерам, ниту да те напуштам. Но Исус Навин, дури и со сите своји војници, како ќе победиш нивната војска заштитена од зидините на Јерихон? За 3 дена ќе ја поминеме реката Јордан и ќе го заземеме Јерихон. Запомнете, се обидувате да изградите возило кое ќе го заштити својот товар, едно јајце. И ќе го спуштите по оваа платформа за да видиме чие нема да се скрши. Беки, ти и Ела изгледа имате слични идеи. Сакаш да работите заедно? Не благодарам. Епа таа веројатно ме копира. Што? Јас никогаш... Лука, Квантум, што правиш ти? Ја пробувам новата Holo 9 игра, врвниот шпион. Дизајнирана за еден играч и функционира во реално време и реално обкружување. Но јас открив како да бидам дел од неа. Зарем, ти не треба ли да работиш со Беки? Од каде знаеш ти? Хеј! Ние сме шпиони. Не сакаш да работиш со неа? Повеќе е дека таа не сака да работи со мене. Добро, јас не би работела со неа ни за милион години. Супер книга! Дали рече години? Во кој век година сега? Ве водам на место каде што ќе откриете дека кога луѓето живеат за да му удоволат на Бога, дури и нивните непријатели се повлекуваат пред нив. Ајде, тоа е борба ни треба, нели? Може ли ова малку да го чукнеш? Ајде. Ајде. Ајде, само машки. Ама Исус Навин, преку реката Јордан е Јерихон. Имаат многу луѓе и оружје, а да не ги забораваме и двата зида кои ги заштитуваат. Мора да дознаеме повеќе за Јерихон. Колку се дебели градските зидини, колку залихи имаат, колку војници имаат. За оваа мисија се потребни нашите најдобри шпиони. Шпиони? Ајде, одиме Гизмо, тоа сме ние. Шпионите се пријавуваат на должност. Не сте премлади за шпиони? Токму тоа не прави совршени за ова. Итри сме, тајновити. А исто така и опасни. Може забавно, деца, но за ова треба вистински шпиони. Тие се вистински шпиони? Да, каде им е опремата? Да, тие ќе бидат безпомошни без нас. Гиз, подобро да ги следиме ако сакаме мисијава да успее. Редицата во Јерихон вечерва бавно се движи, капетане, да не заспале твоите луѓе. Немам време за шеги, Рав.
Знаеш дека зависам од патниците. Загрижена сум дека вечерва нема да има гости во мојот ан, освен ако не забрзаш. Треба повеќе да бидеш загрижена за израелците. Израелитите? Што сакаш да кажеш? Почнаа да доаѓаат и поставиле логор на источната страна на реката Јордан, илјадници од нив. Навистина? Слушнав приказни за нивниот неверојатен Бог и за што се направил. Епа, ако се обидат да нападнат, нивните победи ќе завршат овде. Затоа што израелците и нивниот Бог не се дораснати на моите луѓи и нашите зидини. Не знам. Може би ти, капетане, вечерва треба да бидеш позагрижен. Нивниот Бог е многу моќен. А нашите зидини се многу цврсти. Секако, капетане. Добра ноќ. Капетане, што сакаше Ралф? Никаде не ги гледам шпионите. Виде како реагираше жената кога војникот зборуваше за израелитите, а? Да, се едно. А сега, како да се прикрадеме покрај стражарите? Гизмо, ми требаат опции. Може да употребиме ракетно полнење за да прескокнеме. Преочигледно. Или да употребиме огномет како диверзија. Преопасно. Или би можеле да го направиме ова? Прелесно. Побрзајте, мораме да ги затвориме портите за ноќта. Тргнете се! Застанете во името на кралот! Е, така кажа. Овие се убави. Што туку дојда? Да, прекрасни се и со одлична вредност. Ти си некаков шпион? Не, Па тоа е чудно, бидејќи ме следиш откако ја помина градската порта. А очигледно е дека не си од овде, м? ти забележа. Знаеш, многу подобро би ти стоело зелено. Да видам? Што мислиш? Дефинитивно. Никој не би помислил дека би се обиделе вака да се прикрадеме. Епа, како што секогаш вели врвниот шпион, Моето најсилно оружје е елементот на изненадување. Во ред, да одиме во лов на шпиони. Рав, ти изгледа ги познаваш сите во Ерихон. Не баш сите, но сакам луѓе. Со неколку исклучоци. Потполно те разбирам. Кај мене дома има една девојка, Беки. Не сме не зборувале многу, но се однесува како да сум ми најголем непријател. Понекогаш луѓето пребрзо судат едни за други. Дури ако ги гледаш луѓето на одреден начин, сепак би требало да им дадеш втора шанса да се докажат себе си. Сигурна сум дека можете да најдете нешто заедничко со таа девојка. Сепак, погледни на нас. Ела, насекаде те баравме. Ние изгубивме трага од шпионите. Може ли да не го кажуваш тој збор толку гласно? Ајде, сите внатре. О, шпионите! Гиз, Што?
Тоа се шпионите? Во мојот дом? Рахав, што ќе направиш? Да. Нема каде да бегаат. Ти и ти, на кровот. Ајде, Што? Да што мислиш? одете веднаш. Преде ги луѓето кои престојуваат кај тебе. Шпиони се. Шпиони? О, чекајте. Мислите на нив? Настрамје! Не играј си со мене, Рав. Точно тие луѓе дојдоа тука, ама не знаев од каде се. И... Не знам каде отидоа. Ако побрзате, веројатно ќе ги стигнете. Земи неколку мина и побарај каде што луѓето преминуваат реката Јордан. Може и да се вратиме. Ни ги спаси животите, Рав. Зошто? Знам дека Бог му ја дал оваа земја на Израел. Сите се тресат од страв заради вас. Слушнавме како ги исушил водите на Црвеното море пред вас и што сте им направиле на двајцата аморејски цареви, кои беа од онаа страна на Јордан, Сихон и Ог. Кога го чувме тоа, срцето ни се скамени од страв. И во никого не остана храброст да се бори откако го слушна тоа. Зашто Господ, вашиот Бог, е Бог горе на небото и долу на земјата. Ве молам, заколнете се во Бога дека, поради милоста што ви ја покажав, и вие ќе покажете милост кон домот на мојот татко. И дајте ми веродостоен знак. Оставете ги живи, татко ми, мајка ми, моите браќа и моите сестри и сите нивни, и избавете ги нашите души од смртта. Ги нудиме своите животи како гаранција за вашите. Ако не изневерите, ние ќе ви покажеме милост и ќе го држиме нашето ветување кога Бог ќе ни ја предаде земјата. Ей! Ајде, мораме да побрзаме. Мојата куќа е вградена во градските ѕидини. Искористете го јажето да се спуштите на земјата надвор од градскиот зид. Обврзани сме од заклетва која ја дадовме само доколку ги следите овие инструкции. Врзи ја црвенава врвца на прозорецот низ кој не спушташ. И сите од твојот дом собери ги кај себе во куќата. Ќе превземеме вината за секој што ќе биде повреден, но секој што ќе излезе од куќата ќе биде убиен. Разбирам. А сега одете пред да се врати капетанот. Супер книгата! Каде не води сега? Изгледа супер книгата не прати напред во времето. Според мојот хронопросторен локатор, израелитите го поместиле својот логор западно од реката Јордан. Поблизу до Јерихон. Ајде. Барај! И изгледа дека не паѓаат. Што е тоа? Изгледа како некој вид богатство. Мојот инфоскенер го препознава како заветниот ковчег. Дрвен ковчег прелиен со злато кој ги содржи 10 заповеди кои Бог му ги дал на Мојсей на планината Синај. Вау! Неверојатно. Деца, Исус Навин, дали шпионите ти помогнаа да смислиш план како да го преминеш Јерихон? не. Бог ми даде план. После Пасхата дојдов да ги проучувам нивните моќни ѕидови на ова исто место. Дали си ти пријател или не? Ниедно. Јас сум водач на Божјата војска.
Јас сум твој слуга. Кажи ми што да направам. Собуј ги сандалите. Местото на кое стоиш е свето. Ми кажа како да го поразам Јерихон. Како? Одете со останатите задвојниците и бидете тивки, да не изустите ни збор додека маршираме околу градот. Покатвете се! Сите на место! Покатвени сите! Нишани! Направете место за кралот. Целиот град е во паника, а тие само маршираат околу. Да, и погледнете, сега се враќаат во нивниот логор. Тоа сигурно е некој трик. Не, само ја забележале бесполезноста на нивниот план, а нашите цидини не чуваат безбедни. Ова е лудо. Маршираме како да ќе нападнеме. Вртиме круг околу градот и потоа се враќаме дома. 6 дена? Тоа е се? Тоа е планот? Трпение, Лука. Утре ќе биде поинаку. Што се случува? Денес направија 7 круга, но се уште се плашат да нападнат. Тоа е патетично. Наскоро ќе си заминат. Викајте, зашто Бог ви го предаде градот? Заштити кога ме прати во Јерихон. Ветивме дека ќе ја заштитиме неа и незиното семејство и ќе го одржиме ветувањето. Сега одете кај неа и доведете ги. Ајде!
мајката и твоите браќа и сите други роднини кои се со тебе. Што ќе направите со нас? Заради твојата помош ќе живеете безбедно близу до кампот на Израел. Одете сите со овие луѓе. Ќе бидете безбедни со израелците. Го имаме нивното ветување. Друштво? Рахав! Мило ми е што те запознав. И мене. Се надевам ќе успеете со твојата другарка. Запомни, со тек на времето го запознав непријателот. И дознавме дека имаме заеднички нешта. Си одиме дома. И тоа точно на време. Лука, може да одмориме од шпионската игра? Што ќе правиш? Јас ќе одам да разговарам со Беки. Здраво. Тоа е убава на раквица. Навистина? Навистина. Знаеш, зелено убаво ти стои. Мајка ми го направи? Вау, тоа е баш кул. Што? Ништо, само... Откако се префрлив овде, никој не ми кажал ништо убаво. Сушност, никој ништо не ми кажал, ништо. Да, знам колку е тешко да најдеш пријатели во ново место. Нема бидува за спријателување. Па, прилично си добра со научните проекти. Може би можеме заедно да работиме на некој од нив? Само ако ти сакаш. Да, сакам. Дефинитивно сакам.